Знаете како ја добивам впечаток дека во Македонија има погрешна перцепција за прво за слободата на изразувањето. Луѓето сметат дека тоа прашање е битно само за новинарите и медиумите, а во суштина слободата на изразувањето е основно човеково право. Кога ние имаме проблем да можеби и заради нашата вина, затоа што не сме успеале да ја објасниме на луѓето што е слободата на изразувањето, тогаш конфузијата е уште поголема кога треба да објасниме што е говор на омраза. Затоа што ова прашање е различно третирано зависно од тоа во кој дел од светот припаѓате. Например, за Европа говорот на омраза дефинитивно не е слобода на изразувањето, кое е тешко кривично дело за кое што одговарате. Слично е состојбата и со Македонија. Ние во нашиот кривичен законник и во други закони тоа дело е казниво, меѓутоа прашањето е колку нашето законодавство е хармонизирано со европските стандарди, тоа е едно, и второ колку нашите институции, пред се обвинителството, па и другите институции, реагираат, го препознаваат и го санкционираат, покренуваат соодветни постапки за тоа да биде санкционирано. Колку што мене ми е познато, ниту обвинителството има законска обврска по службена должност да реагира кога има примери на говор на омраза во медиумите, ниту Советот за радиодифузија немаат, би рекол, одговорен однос кон ова прашање, затоа што ова е прашање на законот, не е прашање на етика. Говорот на омраза е забрането во една демократска земја, посебно во европска земја, затоа што ако вие тоа прашање го третирате од, например, во Соединетите држави, таму се потолерантни и кај нив тоа прашање не е така санкционирано затоа што поради нивната историја. Меѓутоа во Европа, каде што имате вие две светски војни се водат на ова тло, појавата на фашизмот, после во контекст на регионот, во Балканот, етничките конфликти во регионот, улогата на медиуми, говорот на омраза, до кои последици предизвика ова појава, мислам дека ние уште не сме на ниво на тоа што треба да нашите институции да реагираат и да казнуваат ова појава во медиумите. Значи, уште еднаш да потенцирам, ова не е прашање на етика, ова е прашање на почитување на закон. Дали ние како дали има говор на омраза во медиумите? Секако има. За мене прашањето е дали ние можеме да ги обвиниме медиумите за појавата на говор на омраза во услови кога медиумите не се слободни. Ја мислам дека прво треба ние да обезбедиме поволен амбиент за медиумите да бидат слободни, да ги ослободиме од стегата на политиката и бизнисот, па после може да не можете вие да бидете одговорни за нешто што не за некое право кое не го уживате. Практично за мене медиумите во Македонија не може да бидат за тоа одговорни, затоа што и не се слободни, затоа што се под контрола на политиката и политиката ги користи само како инструмент за политичка пресметка, за дневно политички пресметки меѓу разни политички актери. Зошто политиката има интерес да го промовира овој, би рекол, непримерен начин на комуникација, тоа што немаат реална агенда во отсуство на идеја, во отсуство на резултати, во отсуство на визија каде ја движат ова земја, тогаш најлесно е да потикнете зла крв меѓу луѓето, да потикнете поделби, навреди, говор на омраза, за да наместо да се бават со проблемите кои што треба да се бават, ние се бавиме со или тоа е типичен начин на дефокусирање на јавноста. Тоа е присутно. Например, често пати ја не земам други примери, ја често пати го користам ЗНМ како кој е постојано предмет на атаци, може да се рече и на говор на омраза. И во такви ситуации како вие ќе реагирате, единствено е да одите на суд. Меѓутоа,
кога не реагираат официјалните институции, тогаш некој може тоа да го искористи, еве дека ние не сме толерантни кон слободата на изразувањето. И затоа тоа прашање е останато така како што е сега, за жал. Мислам дека како што се развива или како што се вжестува политичката борба меѓу власта и опозицијата, така и во медиумите се пренесува на негативна енергија која што дефинитивно ја труе целата. Свесни сме дека се почестата примена и употреба на говорот на омрза од страна на политичарите, па и обичните граѓани, е резултат на ерозија на општествените вредности. Исто така и тоа е и причина за опасност од која има влијание на целокупниот развој и напредок на македонското општество. Затоа ние од Друженијето Новус го препознавме и ја нотиравме оваа прашање како голем потенцијален проблем и ќе настојуваме да го решиме овој проблем во рамките на нашиот проект Препознавање и борба против говорот на омраза, со кој што конкуриравме на јавниот оглас за контрибуција на проекти на општина Струмица. Истиот проект беше финансиски подржан од општина Струмица во висина од 120.000 денари и во процесот на евалуација беше оценет и беше нотиран како многу значаен проект.